Објектот во кој работела дискотеката Пулс не смеел да биде пренаменет во угостителски објект. Ова се дел од наводите во градежното вештачење презентирани на денешното судење за пожарот во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Градежниот вештак Душица Трпчевска-Ангелковиќ објасни дека според урбанистичкиот план на општината, никогаш на таа локација не бил предвиден угостителски објект. Просторот бил наменет само за лесна индустрија. Според урбанистичко-планската документација на Кочани од 1998 до денеска и согласно Законот за градење, на предметната локација на која работел Пулс не е дозволена пренамена на индустрискиот објект во објект за вршење на угостителска дејност дискотека. Според вештачењето, лиценцата за работа на Пулс не значела дека општинските служби немале обврска да контролираат за што се користи објектот. Станува збор за објект од локално значење за кое одобрението за градење го издава градоначалникот. Значи дека општината е повикана да постапува и контролира дали објектот се употребува согласно одобрението за градење кој произлегува од деталниот урбанистички план. Според родителите, градежното вештачење ги потврдило децениските неправилности и пропусти поврзани со работата на Пулс. Не е пропуст, не е превид, не е еден погрешен документ. Тоа се години во кои институциите имале врска да постапуваат. Затоа мора да се утврди кој знаел, кој подпишувал, кој контролирал и кој бил должен да го спречи тоа. Градежното вештачење опфаќа повеќе аспекти, па на следното судење закажано зидната недела ќе се презентираат наводите од противпожарната заштита на објектот и материјалите вградени во дискотеката. Зоран Јаневски, Сител телевизија.